Владината мерка за намалување на ДДВ-то на горивата од 18 на 10% не е доволна. Потребни се интервенции во цените на храната, смета лидерот на СДСМ Венко Филипче. Повторно повика властите да ги прифатат нивните барања за справување со ценовниот шок. Според информациите на СДСМ кој ги изнесе Филипче, цените на основните прехранбени продукти за само 3 месеци пораснале за 2500 денари, а синдикалната кошничка достигнала 68.000 денари. Владата закасни, не почна на време, ланецот на поскапување започна, спиралата започна, се вивна како резултат на ненавременото реагирање на владата со овие мерки кои што ги предлагаат, односно со оваа единствена мерка која што предлагаат, ништо нема да се смени. Компаниите кои што имаат поврат на ДДВ од горивата, ова нема да го почувствуваат никако. Граѓаните не гледаат намалување на горивата, само се зголемуваат. Филипче алармира и за пат на индустријското производство и на странските инвестиции во земјава. Јануари 26 споредено со јануари 25 година за 6,6%. Пад на индустријското производство како пад на производството во повеќе сектори според Заводот за статистика, кога нова ќе се додаде пад на странските инвестиции, на скоро 1/3 се воведе. Фабрики затвораат, работниците се отпуштаат. И се повеќе фабрики најавуваат заминување од земјата. Лидерот на СДСМ ја представи и програмската платформа на партијата, која треба да биде усвоена на Конгресот закажан за 7 јуни. Во неа, меѓу другото, се предвидуваат повисоки плати и пензии преку нов социјален договор, стамбени кредити за млади со 1% камата, скратување на работната недела на 4 работни дена, намалување на корупцијата преку европско обвинителство и ветинг на функционерите.